Во Русија е во полнек светското фудбалско првенство. Македонската репрезентација досега се нема пласирано на некаков голем завршен турнир. Може ли барем да се надеваме на тоа на наредните, кога на мундијалите ќе има по 48 тимови? Завршницата на светското фудбалско првенство во 2026 година во Соединетите држави, Канада и Мексико е веќе дефинирано. Станува збор за проширен турнир со 48 тимови од сегашните 32. Светската фудбалска федерација не се откажува и од промени на другите меѓународни првенства со цел да бидат вклучени што повеќе екипи. Некои велат дека ваквите промени се водени од еден мотив – парите. ФИФА на Конгресот одржан ден пред стартот на годинашното светско фудбалско првенство во Русија, како што е познато, реши заеднички домаќин на Мундијалот во 2026 година да бидат три држави – Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Ваквата одлука можеше и да се очекува не само поради тоа што Мароко им беше единствен ривал, туку и обемноста на тоа првенство. Ке се надпреваруваат 48 репрезентации, односно 16 повеќе од сегашното. Председателот на ФИФА, Джани Инфантино, вели. So why did we increase the number of teams in the World Cup? Well, because there is no bigger boost for football development than the participation in a big competition. ФИФА не се откажува ни од натамошната разработка на плановите, тако формат да има веќе и на Мундијалот во Катар по 4 години. Инфантино останува ентузијаст во врска со проширувањето и на тоа првенство. Now, what we will do is that the administration of FIFA will discuss with the host on whether there is a possibility and how this possibility could look like. And if there is no possibility, then we know what we have and we stand to what we have. Светското првенство од 48 екипи ќе има потреба од дополнителни стадиони, што може да доведе до тоа Катар да побара споделување на домаќинските должности со соседите на Блискиот Исток. Квалификацијските игри за светското првенство во Катар најверојатно ќе започнат во почетокот на идната година. Оваа тема е предложена од Јужноамериканската конфедерација, која исто така стои и зад другите предлози на Инфантино. 48 годишниот швајцарец предлага покрај светските фудбалски првенства да се одржуваат своевидни мини светски првенства на кои ќе учествуваат 8 национални репрезентации на секои 2 години. Турнирот ќе биде познат како Final 8 и ќе биде кулминација на глобалното надпреварување Лига на нациите, што е дел од амбициозниот план за реформи на меѓународниот фудбал. Инфантино сугерира новиот турнир да се одржува наесен секоја непарна година, почнувајќи од 2021 година. Според него, солидни и сериозни инвеститори веќе биле подготвени да потрошат 25 милиарди долари за тоа. Во Европа и во Латинска Америка веќе постојат вакви фудбалски првенства во кои се вклучени сите национални тимови. По ваквите големи промени се поставува прашањето дали сега Македонија ќе има повеќе шанси да се пласира на завршницата на еден голем фудбалски куп. Според селекторот на македонската репрезентација, Игор Ангеловски, промените се позитивни и го подигнуваат мотивот за да се постигне таков голем успех. Но што уште, освен мотив, е неопходно да се направи? Светското фудбалско првенство во Русија е во полнек, а македонската репрезентација, како и секогаш досега, учеството на еден ваков мундијал го сведува на следење на надпреварите на телевизија, заедно со останатите љубители на овој спорт. Но со новите правила на игра за зголемување на учесниците на наредните мундијали, има надеж за репрезентацијата. Секако дека овие новини што ги воведува ФИФА се само еден позитивен сигнал кој треба да го подигнат мотивот за репрезентациите како што и нашата македонската репрезентација за во следните квалификации да со зголемени шанси пробаме да избориме конечно пласман на една завршница. И дел од граѓаните се оптимисти дека неуспехот на македонскиот тим ќе стане минато. Па не само за светско првенство, еве сега предстојуваат квалификациите во Лига на нации. Македонија има реални шанси да се пласира на следното европско првенство, со тоа ќе направи голем успех да се пласира на европско првенство. Малку фали ривалот е Ерменија, ако ја елиминираме Ерменија, со Лихтенштајн и понатаму ќе имаме успех. А за светско првенство кога веќе ќе бидеме на европско, тогаш отворени се вратите за во најелитното светско надпреварување.
Ако ги зголемат за сите, може и ќе влезе у светско. Не знам, се надевам дека ќе влезе. Појма немам. Може би, ако има среќа малку. Не верувам дека тоа е малце тешко, ама треба да се проба тоа. Значи, би сакале да биде и Македонија, зашто да не, ама тешко е малце. Македонската фудбалска репрезентација од 1996 година, кога официјално влезе во трката за големи надпреварувања, па досега настапила во 12 квалификацијски циклуси, од кои 6 за европско и 6 за светско првенство. Во поголемиот дел од квалификациите влегувавме со големи амбиции, но во ниту една група не завршивме на повисоко место од четвртото. Потребно е да имаме една стабилна репрезентација во подолг период, која јас мислам дека веќе ја создадовме во изминатиот период, затоа што овие фудбалери веќе година и пол играат заедно, 95% од фудбалерите, значи втора многу битна причина е да фудбалерите бидат стандардни во своите клубови и во што е можно подобри лиги да играат, па третата најважна работа е што ни доаѓаат доста млади фудбалери кои и квалитетни, кои нели изборија пласман на европското првенство, но и во генерациите кои што доаѓаат U19 има потенцијални репрезентативци со огромен квалитет, со тоа што веќе ќе добиеме фудбалери кои долго ќе играат во нашата репрезентација, а со својот квалитет ќе го подигнат и квалитетот на националниот тим. Црвено-жолтите во моментов на ранг листата на ФИФА се наоѓаат на 71-та позиција. Вашите коментари за фудбалот во Македонија, почитувани, можете да ги испраќате на нашите Facebook и интернет страници. Ете, тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Довидување.